За начално 2 недели Сенатската комисија за надворешни работи ќе има сослушување за протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО, рече председавачот со комисијата сенаторот Джеймс Риш во интервју за Гласот на Америка. За финализирање на процесот, протоколот ќе треба да оди на гласање пред целиот Сенат и многу веројатно тоа ќе се случи во јуни. Тој очекува голема поддршка за ратификација или, како што рече, 98 од 100 сенатори би гласале за. For North Macedonia and for the Balkan region, it closes what's been kind of a hole there. Мислам дека со ова ќе се пополни голема празнина што постоеше во Северна Македонија и на Балканот. Веруваме дека државата ќе биде цврсто дополнување на НАТО силите во регионот. Риш смета дека специјално нешто што Северна Македонија ќе донесе на алијансата е полигонот за вежбање, кој според него ќе се користи многу почесто со зачленувањето во НАТО. Природно и нормално е да видите и економски активности кои ќе следат по пристапувањето. Никој нема да биде изненаден да има економски развој. Вели дека референдумот минатата година бил јасен индикатор дека народот не го сака мешањето на Русија во државата. Вели дека влезот во НАТО ќе биде и крајно одбивање на малигното влијание што таа го носи. Most people who believe in the same things and want to push back against Russian aggression. Верувам дека повеќето луѓе би сакале да се спротивстават на руската агресија и да се најдат по заштита на најсилната војна алијанса што некогаш била креирана во историјата на светот. Ако јас живеев во овој регион, ќе сакав да бидам дел од НАТО, што ќе гарантира безбедноста на мојата држава. Сенаторот рече дека на почетокот на годината се сретнал со официјални лица на Северна Македонија, на кои им ја пренел пораката за корупција, демократија, слобода на говор и човекови права. It's who we are. I mean, that's why America is what it is. Тој нагласи дека Северна Македонија е партнер на САД и тие и натаму ќе останат силен поддржувач на интересите на македонските граѓани. Иако прогнозите за ратификацијата на протоколот во Сенатот се за месец септември, сенаторот Риш очекува тоа да се случи многу порано, односно наредниот месец. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.